civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. После 19 години од последниот попис, ако сме за нијанса одговорни луѓе, а јас сметам дека барем за себе и за добар дел од моите колеги градоначалници на државно ниво можам да тврдам дека се одговорни луѓе. Да не должиме на државата, должиме на иднината на граѓаните да спроведеме попис, па без оглед дали тоа може би е веќе за секој од нас на известен начин абстрактно, бидејќи како што напомена 19 години се поминати од последниот попис и ние имавме и како ЗЕЛС управниот одбор средба со Завод за статистика, во кој што беа напоменати, да кажам, оние подготовки кои што општините треба да ги направат во инфраструктурна смисла, зборам просторна и техничка пред се и дел персонал. И ја мислам дека сме спремни и успешно да одговориме на барањата кои што до нас Завод за статистика како надлежна институција ќе ги достави. Од тој аспект гледано, да, може би е некаква одговорност плюс, меѓутоа кога ќе размисли човек каков е се бенефитот, немаме ни право на поинаков избор. Немаме ни право на поинаков избор. Кажав, многу е битно да ги добиеме податоците и како држава и како единици на локална самоуправа, бидејќи тие податоци се основата за креирање на развојни политики во самите единици на локалната самоуправа, на микроекономското планирање во делот што општините го имаме како ингеренции, ќе добиеме податоци за определени научни истражувања кои што се одвиваат на ниво на држава, може да помогнат на самите општини и затоа за нас, велам, успешниот попис пак ќе представува основа за планирање на добра инфраструктура, да можеме да испланираме добро и паркови, плоштади, и јавни простори, да имаме одржлив сообраќај, затоа што ние немаме точни податоци, да речам, нити на бројот на домакинства, нити на возила, нити на податок по основ на кој што би можеле да речам да зацртувате за град Скопје каде е потребно да се вложува во инфраструктурата, туку некако одиме на она што го имаме како искуство и како податоци што ги имаме сами како општината, меѓутоа би било добро тоа да можеме да го верифицираме. Моето лично мислење е дека вие излегува ли дека овие изминати 10 години некако како на памет и општините да работеле и администрацијата и градоначалниците и советниците, бидејќи недостасувале елементарни податоци? Дефинитивно да. Зоки, значи, грана да имате фамилиарен, па еднаш годишно правите попис. Не можеш грана да водиш ако не направиш попис, бидејќи е сложена операцијата и податоците кои што се обработуваат, токму затоа да речам циклусите на државно или институционално ниво се 10 годишни. Сега ако вие без попис не можете својот бизнис да си го водите, затоа што на крај на годината не случајно е, да речем, тука се бројат ресурсите, тука се гледа со што се располага, тука се гледа сето она што вам ви служи како податок за да можете годишните, да речем, активности, зборувам, да ги планирате, така и државата, односно институциите мора да направат попис барем еднаш во 10 години, за да на среднорочни рокови ние имаме една реална слика која што нам ќе ни помогне да можеме што е подобро да ги креираме овие политики. Затоа и кажав дека ние немаме поинаков избор. Ние мораме како држава, ние мораме како општини во делот на ингеренциите кои што ги имаме да ја реализираме оваа обврска. Се обидуваме или јас лично се обидувам да не наблезам во политиканските, тоа не се ни политички теми, слушнав дел од дебатата, тоа се политикански, не се политички теми кои што се врзани за пописот, затоа што навистина мислам дека стандардите кои што ги применува Завод за статистика на Република Северна Македонија се во согласност и со директивите на Обединетите нации, меѓутоа и се со поправилата и стандардите кои што Евростат како надлежна за европските држави ги пропишува, и од тука мислам дека и самиот закон, бидејќи имаме и
декларативна изјава и од председателот на државата пред да го потпише указот дека ова го проверил како такво и како веродостојно. Токму од тие причини велам дека едноставно мораме да ја завршиме оваа работа. Ние во функција на пописот неодамна во рамки на Собранието на Република Северна Македонија као градоначалници бевме угостени од председателот на Собранието. На таа средба беше присутен и председателот на државата и председателот на владата, директорот на Завод за статистика, со што мислам дека се прати еден јасен сигнал и кон јавноста, меѓутоа и кон останатите институции за сериозноста на оваа работа. Како ЗЕЛС уште во 2018 во функција на подготовка на овој закон имавме деклариран еден член во советот на Заводот за статистика. Тоа е Боријан Чорницевски, градоначалникот на Крива Паленка, и Фатми Бехари, градоначалникот на општина Кичево, со цел да дадеме наш придонес или наши размислувања како ЗЕЛС во рамки на подготовки на овој закон. И може ли, Шилегов, може ли да констатираме на крај дека имате вие увид и преку ЗЕЛС нормално, за Скопје не се сомневаме, нели, за вашата администрација, но воопшто за вашите колеги градоначалници из Скопје и поготово во поруралните средини, дали е подготвена и просторно, и технички, и кадровски администрацијата да одговори на оваа операција? Да, дефинитивно. Не мислам. Заводот со нетрпение нели чека да ги слушнат и тие оценки. Да, затоа што не мислам дека е и презахтевно она што како обврска на единиците на локална самоуправа е доставено и е предвидено во согласно со законот, да кажам. Ние де факто ќе бидеме сервис на Заводот за статистика. Правилата во принцип се едноставни и не би требало да се глорифицира или да представуваме дека е прекомплексно таа работа која што треба луѓето административно да ја завршат. Луѓето кои што ќе бидат дадени, условно кажано, на испомош, тие не се дадени, настануваат нормално во администрацијата, кои што ќе бидат дадени на испомош на Завод за статистика, се што треба направат е да бидат исполнителни во рамките на своите обврски. Јас мислам дека контрола на таквиот систем на исполнителност имаме и просторни можности. Исто така имаме инфраструктурни можности во смисол на техника. Сите единици на локална самоуправа имаат и јас искрено се надевам дека кога ќе почнеме некаде на 1 април за тие 15 на дена успешно ќе успееме да ја завршиме оваа работа. Значи, ова топло ладно околу терминот од лагање некакво на пописот, вие не ни размислувате, ако добро ве разбрав. Па не, затоа што колку побрзо го завршиме тоа, толку побрзо ќе продолжиме понатаму со процесите. Знаете, ако го одложиме овој проблем, тогаш навлегуваме во нешто што е надвор од методите и стандардите за ваква операција. Не случајно овој период секогаш се одбирал како најпогоден период. Тоа директорот веројатно ќе може да ви го каже најдобро. Зошто не се прави во јули, зошто се прави на крај на март, на почеток на април, како стандард кој што постои секаде во светот. И стварно ја мислам дека обидите за политиканство не е политика, дефинитивно не е политика. Некакви си апели за не знам си какви бойкоти, не знам си кои што од определени политички структури се пласираат во јавноста, не се ништо друго, туку обид за деструкција на процесите кои што едноставно мораме да ги направиме како држава. Зошто некој има политички интерес да биде деструктивен, тоа е работа негова, меѓутоа немаме право да бидеме деструктивни ни кон државата, ни кон општеството, најмалку кон граѓаните. Ете и нека биде ова и мој апел личен до граѓаните на Република Северна Македонија, масовно да се одзиват на обврската кои што произлегува од пописот и луѓето кои што ќе ја вршат теренска оваа работа бидат добро пречекани во секој домаќинство. Бидејќи вие Шилегов сте и од делот на политиката, не можев се разбира на директорот на Заводот за статистика да му го поставам тоа прашање, но вас ве прашувам, што мислите, кои се мотивите на, условно да речем, отварашите за спроведување на пописот така како што е утврдено во законот? Па е политичко лицемерие. Затоа што во оваа фаза ќе се повикува на, не знам, одлагање или деструкција, во некоја друга фаза ќе има обвинување зашто не е завршен пописот.
Тоа ја да речам најдобро го сеќам у град Скопје. Ве критикува зашто сте направиле динопарк и сте потрошиле 300.000 евра, демек било пандемија и не е време за правење на такви работи. А веќе наредната недела ве критикуваат зашто не сте започнали да го правите забавниот парк. Ме разбирате? Не знам на вистина, јас сум човек кој што бил жесток критичар во своите опозицијски денови, меѓутоа критиките секогаш се засновале со понуда за соодветно постапување. Ова не е добро вака и треба да биде завршено на тој и тој начин. Јас дека не можам да го фатам линкот и да речам политички нелогична ми е мене потребата да се прават обиди да се драматизира и да се стопираат сите процеси во општеството. Ќе ве вратам малку на назад. Кај ни се бегалските кампови? Кај ни е, не знам, растурената држава ради Преспанскиот договор? Па имавме разни манипулации околу проблемите што ги имавме со почетокот на преговорите за полноправно членство во Европска унија со Бугарија. Па ова ќе подпишел, па она ќе подпишел. Не знам, некако оваа сегашна опозицијска структура ми е структура која што освен креирање на стравови, паники и лажни вести по основ на кои што прави политички доктрини, ја навистина не можам да препознам вистинска политика. Мене ми е жал што е тоа така, затоа што ја навистина верувам дека напредокот на Македонија и напредокот на македонското општество може да биде реализиран исклучиво по основ на квалитетен политички надпревар. Немам јас идеја и илузија дека Социјалдемократскиот сојуз е најдобар на свет како власт или Шилегов најдобар на свет како градоначалник. Меѓутоа, ја до сега за 3 години како сум градоначалник не успеав да видам дека некој креира градска политика која што би била алтернативна на оваа која што се спроведува. Туку имаме едноставно само деструкција. Да, овој попис е попис за наредните 10 години. Властите, партиите на власт се менуваат. Бенефитите од резултатите на пописот денеска ќе користи една, утре друга власт. Токму тоа, затоа велам, немаме логични право, политики на не, да. Немаме право заради дневно политички поени да ги стопираме стратешките процеси на државата. А ова е тоа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.